Добро. Ме обори овој експеримент. Кога видов на Косово како е, шо направив? Правец у Германија. Во Германија дојдов точно на 2 февруари, кој се ја памтам. И многу се фасцинирав кога сватив дека германците не слушнале за 2 февруари. Мислам, стварно не слушнале, да не ви се колнам во Газево. Кога дојдов тој ден вечерта, одма отидов во диско. Диското беше огромно, преубаво и преполно. Имаше, можеби, над 3000 луѓе, да не кажам све мушкарци. И ја така, нели, отидов во диското затоа што многу сакам да се дружам. Нели, затоа што многу верувам во онаа космополитската парола педери од сите земји на попете се. Мислам, многу поише верувам во таа парола, отколку што верувам во онаа парола Америка и Енглеска биче земја педерска. Пошто денес се ретки земјите што не се педерски. Еве, например, нашава земја уопште не е педерска. Вашиот одговор е... Добро, речија, добро. И стојам ја така на тоа подиумот у диското, пиев некој енерджайзер или бризер, не знам шо беше тоа, и нели си джускам така, кога гледам, пред мене застануе Ханс. Ханс, презиме му беше Курц Фафен. И стои пред мене луѓе, људина од човека, 120 кила све мускулче, тоа кртинче, ако те стисне има гуза да ти ради ко медуза. А ја у принцип нели не сакам овие набилдани типови, ја поише многу сакам овие екзотични типови со куртоазија. Кога ќе речем со куртоазија, мислам на со куродазија. Баш еден таков тип стоеше до Ханс и се викаше Хасан. Еден црномањаст, еден мудомањаст. Па едни бркои што имаше тоа ги сукал, прав прч само тоа бркоите да се заљубиш. Ја го гледам така овој Хасан и вака се враќам со мислите во минатото, во нашата славна македонска историја кога сме стенкале под османлиите. Поточно кога сме стенкале под 5-вековно турско робство. И вака си реков, па тогаш турците да биле убави како овој Хасан, па нас македонците ке не снемало бе. Па сите мужи македонци ке се испозалюбеле, ова турциви и македонки веќе останале неебани и нема продолжување на врстата. Значи нема македонци. Иако верувам дека македонките многу брзо ќе се снашле ако маживе им се педерчеле, ама добро. И така јас стојам, нели, гледам во Ханс и во Хасан, овие гледаат у мене, нешто чијукаат, и јас сега не знам кого да одберам. Викам, шо да правам? Викам, ќе ги погледам у кондурите. Пошто бројот на кондурите никад не лаже. Слушајте, педер, што ќе ви каже. Колку поголем број кондури носи мажот, толку му е поголем. Мислам, сега немојте мене да ме гледате сите у кондури. Овие ми се мали. 3 броја помали. Да. Машала, господине. Честитки. Не ги кри сега кондури, пусти. Мислам, големината не е битна. Најбитна е. И така ја, нели, стојам и го гледам овој Хансу кондури и шо да видам? Број 52. Сум подголтнал. Викам, чекај да пружам рука, барем да им честитам 2 февруари, нели? И пружам рука и викам, ајде па, нека ви е честито, да си се венчате, да си народите многу дечиња, успех, среќа во животот. А овој Ханс ме гледа онака бело и ми вели, Ich nicht verstehen, aber danke meine Schatz. Што у превод би дошло, ич кур ништо не те разбирам, ама фала маченце. А ја му викам, не е важно бе што не ме разбираш, битно ние да си се дружиме, да сме заедно, како викаат, Unite Europe.
Абе, ја многу ја сакам Европа. Пошто све што кај неа беше добро, нас ни го дадоа бесплатно. Еве, на пример, педерисувањево што ни го дадоа. Ја така со Ханс овој си очијукам цело време, али го гледам овој Хасан, ме гледа со тоа неговиот љубоморен поглед, абе крв ме гледа, се си мислам у секој момент ќе го извади тоа јатаганот и ќе почне да вика Хасан сече, Хасан сече. Ама он место да го извади тоа јатаганот, он вака ми пружи тоа рачето како лопата големо и ми вика Ѓузелим, нереден сен. Што у превод би дошло од кај си лепотане. И ја вака му се пулам како пејачов Ѓоко Танески и му велам I'm a Macedonische, but I'm not fish. Ich bin Kire, ich bin Bananenmann. Леле, луѓе, која се озари на тоа овој Хасан, вика, ја, бананен ман, ich habe süße Gasefuch Bananen, ich habe süße Gasefuch macedonische Bananen. И така среќен се качи на оваа сценава, тоа ја сопре музиката, го зема тоа микрофонот и им се обрати на 3000 мужи на чист германски јазик со акцент као долина на волците. Ibneler, Burgschom, bizimle beraber Makedonia'dan gelen küre bananen mender. Што у превод би дошло топли браќа, добро вечер. Вечер вас она се кире банана мен од Македонија. И продолжи. Вика, денеска во Македонија е голем државен празник. Затоа да станеме сите, да му го честитаме празникот на Кире и на сите македонци каде и да се. Луѓе, у тој момент кога стана овие 3000 луѓе како едно грло, кога викна Happy 2. Februar, dear Macedonian! И ја тогаш уствари сватив дека германциве немаат појма што е тоа 2 февруари. Ама да ви кажам, милина ми беше на срцева, зашто кога ни го честитаа празников, ни го честитаа со уставното име, а не она со она педерско на фиром. Арно, ама носталгија почна да ме пука. Сакав да си се вратам дома, меѓу своите, да ја видам мама, тато. И кога дојдов дома, све беше супер, пред врата дојдов не дома, зашто татко ми не сакаше да ме пушти внатре. Джабе мајка ми му збореше, он не кеше да чуе. Јас сега, за да му докажам на татко ми дека можам да бидам голем маж, без разлика на тоа што го примам од позади, што направив? Се вработив у полиција. Јако баба ми која бев мал, вака ми викаше. Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, бе, кој ќе сум излегол на улица, бе, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. Толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле, пендракот колку сум го сакал. Абе, од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти додека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата у мало, и јас сум го бркал и кога сум го фатил, абе за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки. И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско, и таа што работи тамо ми вика, вика, господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добра сега,